Добре дојдовте во Акцент. Во ова најново издание на емисијата Акцент, почитувани гледачи, ќе проследите кратка репортажа од представувањето на проектот Божји дар, каде што беа представени аматерски фотографии на поречкиот регион од општина Македонски Брод, а исто така беше промовиран и документарен филм на оваа тема. Исто така ќе проследите репортажа и од гостувањето на познатиот стендап комичар Бојан Велевски во Кичево во рамки на неговата стендап турнеја Тур да стендап. Во ова издание Акцент ќе ставиме повторно на еден од оние занаети за кои што велиме дека е во изумирање, а тоа е ковачкиот занает. Разговаравме со еден од последните, може да се нарече, ковачи во Кичево, тоа е господинот Джевдет Хајроски, или како што кичевчани го познаваат мајстор Джеко. Акцент започнува. Следете не. Божји рај беше насловот на проектот, представен пред кичевчани во форма на изложба на фотографии и промоција на документарен филм. Преку фотографии беа представени убавините на селото Долно Крушје од поречкиот регион на општината Македонски Брод. Филмот и фотографиите се направени во месец јули оваа година при една така наречена експедиција од страна на неколку кичевски ентузијасти. Божји рај е насловот на проектот кој што вечерва во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин Кичево, како и во големата сала, ќе биде проект кој што ќе биде презентиран од една неуморна кичевска екипа која што истражува, екипа која што на видик донесува многу интересни и можеби и непознати нешта досега за Кичево и за кичевијата. Веднаш до мене е еден од, условно можам да речам, виновниците за успешноста на овој проект и за се она што како финален производ ќе го видиме вечерва, господинот Горан Несторовски. Господин Несторовски, честитки за ова вечерашно представување на вашиот проект. И ајде да видиме прво зошто токму Божји рај и што точно опфаќа овој проект кој што ќе го презентирате вечерва пред кичевчани. Благодарам за убавите зборови. Ова вечерва е еден настан со наслов Божји рај. Зошто Божји рај? Кога правевме нашата прошетка од Кичево до Порече и до селото Долно Крушје, родното село на мојот дедо и на мојот татко, работниот наслов ни беше дедовиот роден крај моите корени. Меѓутоа, кога низ нашето патешествие некаде кај село Пешна, поточно кај пештерата Пешна, сосема случајно на еден приватен објект затекнавме еден надпис Божји рај. И сосема логички овој проект го доби тој наслов. И навистина, без лажна скромност, поречкиот регион, можам да кажам дека со гордост го заслужува овој епитет. Така, ова беше можеби едно мало навраќање од каде токму идејата за овој ваш проект. Сега што точно вечерва ќе представите пред кичевчани? Нашите гледачи можат да забележат дека посетителите веќе ја разгледуваат изложбата која што е представена тука. Меѓутоа, освен изложбата на овие фотографии, ќе се случува и нешто друго, ќе имаме промоција на еден филм. Ајде околу двете работи, околу двата дела на вечерашниот ваш проект. Значи, филмот и овие фотографии настана на 26 јуни оваа година, кога јас заедно со моите пријатели Зоран Антоски и Алексо Тришовски од Кичево решивме после 20 на години да го посетиме мојот роден крај и попат направивме многу фотографии и кратки видеозаписи. И кога го погледнавме тој материјал, видовме дека навистина има материјал што можеби треба да се представи пред пошироката јавност во Кичево и во поречкиот регион. И така дојдовме до една идеја да направиме изложба на фотографии, но овде ќе имаме 75 фотографии кои што се поделени во 12 тематски единици, како што се етно куќи, пейсажи, панорама, црковни објекти, патот од Кичево до Македонски Брод, патот од Македонски Брод до Крушје и други наслови. Тоа е едниот сегмент на овој настан. Другиот сегмент е еден 30-минутен документарен филм за патот од Кичево
до низ Порече, до село Долно Крушје, онака како што ние го видовме со едно раскажување на моите спомени од детството, онака како што сум ги слушал мојот татко и мојот дедо, и со некои кратки разговори со местното население. Не ни беше намерата да правиме ни професионален филм, ни професионална изложба, сете тоа е аматерска работа, но испадна спонтано и се потрудивме, успеавме да го направиме овој вечерашен настан. Исто така, можам да кажам дека вечерва ќе имаме можност и кичевчани ќе имаат можност да уживаат во прекрасната поречка народна носија, што ние се потрудивме со нашите пријатели Македонски брод да обезбедиме за ова вечер. Исто така, мојот пријател Алексо Тришовски, неговата песна што има снимено пред повеќе месеци, лична поречанке, уште еднаш ќе ја представи пред кичевската публика и на крај некако се потрудивме да имаме еден скромен коктел со некои традиционални јадења, онака уз разговор да се подружиме и да поминеме една убава вечер во овие есенски денови. Сигурно дека преку овие ваши активности и она што ќе го презентирате вечерва, ќе упатите и некоја порака. Сите овие активности кои што сте ги спровеле како еден финален производ вечерва, упатуваат можеби на некоја порака, сето ова останува во историјата, овие фотографии и документарниот филм кој што ќе имаме можност да го проследиме, сигурно дека ќе кажат многу работи, како што кажав и на почетокот, за самите места што можеби до сега и не сме ги знаеле. Која порака ќе имаме вечерва од тука, од Кичево? Вечерва, значи, ако гледаме малку на некој локален начин, ќе имаме можност да видиме едно мало парче од мозаикот наречен Порече. Меѓутоа, јас верувам дека сета наша држава представува се уште, значи, една неискористена, непозната и неексплоатирана туристичка дестинација. Она што сите го знаеме, Охрид, Вевчани и така натаму, меѓутоа, и ова докажа дека секој наш крај има што да понуди, и ова Порече, овој душевен мир. Пораката ми сите луѓе со добри идеи кои на некој начин работат можеби во туризмот, можеби во локалниот економски развој на подрачјето на Порече, на Кичево и така натаму, малку посериозно да се зафатат со оваа проблематика и да направат вакви или слични проекти. Пак ќе кажам, ова е еден аматерски проект што ние на некој начин успеавме успешно да го направиме и вечерва да имаме можност да уживаме во оваа изложба и овој цел настан. Ви благодарам и ви честитам уште еднаш за овој навистина интересен и значаен проект. Се надевам дека тука нема да застанете и дека и понатаму ќе истражувате за сите оние цркви, манастири и села кои што се можеби малку и подзаборавени, да им го вратиме духот на нивното живење и на се она што значи наша македонска историја. Да, навистина е така, покрај вие како професионално што можете да ги овие теми да ги третирате, ние како некои аматери на некој начин исто сакаме да придонесеме за развој на тие краишта. Вие добро кажавте, се она што ќе се стави на филмска лента, се она што ќе се стави на хартија, тоа останува во вечноста. Можеби овие фотографии, можеби овој филм после 20 години ќе имаат поголема вредност, мислам тука на една историска или на сентиментална вредност. Впрочем, тоа ни е целта, уште еднаш ќе кажам, едно парче од тој мозаик наречен Порече. Промовираниот аматерски документарен филм не е авторско, туку е тимско дело, додаде Несторовски. Тој истакна дека работниот наслов на проектот бил Дедовиот роден крај, моите корени, но при нивното патешествие на еден објект го забележале името Божји рај, со што и целиот проект го добива ова име. Иако аматерски, и фотографиите и документарниот филм предизвика огромни симпатии кај кичевчани, а луѓето вклучени во овој проект ветија дека ќе продолжат со своите истражувања и на други, можеби и подзаборавени места и предели на нашата татковина. Најактуелниот стендап комичар во изминатиот период кај нас, Бојан Велевски, во рамки на својата турнеја Тур да стендап, првпат се представи и пред кичевската публика. Тур да стендап е представа во која Бојан го изведува најдобриот свој материјал или најдоброто од над 300 настапи, сублимирано во само 75 минути. Океј, да се представам, за тие што не ме знаат, јас сум Бојан Велевски, за тие што ме знаат, јас сум исто така Бојан Велевски. Као хоби се бавам со глума и со стендап, иначе по професија сум баксус. Да. Внук сум на Драган Вучич.
тие позади што не разбраа, ќе почекаме малку да сватат. Значи, како може од 7,5 милиарди луѓе на планетата, баш, како се викаш, братче, ти? Зоки. Од 7,5 милиарди луѓе на планетата, баш ти да си му внук на Драган Вучич, како ќе се осекеш? Не катастрофа, нема да се осекаш, братче. Значи, како да те... Од 7,5 милиарди луѓе... Знаеш што ми се дешава у Скопје? Седиме у кафич, пиеме кафе со другарите, седиме и... Не, со другарите пиевме, више, нема тоа. Заврши. На времето, кога пиевме кафе со другарите у кафич, злагаат луѓе и кажат, него не селя. Кој? Бојан Велес. Што? Зашто селя? Внук му драг. Не на таа маса, понатаму седни. И Драган Вучич ми се јавува на телефон. И ми вика, жива вистина, значи стварно сме родни. Ми се јавува на телефон и ми вика, Бог те слуша. Ја и ти вика сега како роднини, вика, тебе ти треба, вика, нешто да те лансира. Викам, кај да ме лансира? Жена ми само знае да ме лансира, друг не може да ме лансира. Вика, тебе ти треба, вика, нешто да те прослави, да те лансира. Вика, зашто не доеш, вика, да ми бидеш асистент у квиз? Кој квиз? Тој со коцките. Што треба да правам? Да го криеш заедно и коцките. Викам, не, братче, фала, баталија, нешто ќе правам, турнеја, ќе се заебавам. Викам, не, немам време. И ми се јава после 6 месеца, вика, слушај, смени в телевизија. Добро, што да правам? Па да бидеш асистент. Викам, што треба да правам? И едно слоноче. И, сакаш ли да тегнеш за събота? Значи, али пази, има еден поголем баксус од мене. Знаете ли кој е тој? Син му на Драган. Чекай се, треба ли да... Син му на Драган, го знаете ли син му на Драган Вучич, Мартин Вучич? Дали ви текнуе на неговиот настап на Евровизија? Чекай, кој не памти, тук има некој теца, не памтите вие. Ти не знаеш кој е Мартин Вучич, брат. Не знаеш тоа. Не си бил роден кој беше на Евровизија. Од кај зна? Бел си у фацата млеко, пиеше сега предадеш. И ви текнуе ли на неговиот настап на Евровизија? Каква кореографија беше тоа? Шо е ова? Во вечерашново издание на Акцент, почитувани гледачи, мој соговорник е и познатиот актер и стендап комичар Бојан Велевски од Скопје. Господин Велевски, добре дојде во Кичево и се надевам дека чувството да се биде меѓу кичевчани ви годи секако. Инзванредно, да се поздравиме, мислам. Добро вечер, добро ве најдов. Добро ве најдов. Јас искрено никогаш се немам најдено во некој актерски води, немој да ме вклучиш во таков тип на разговор. Ако си у публика таму, може и да те вклучиме у разговор, не се знае. Ајде ќе видиме. Инаку поводот за твоето вечерашно гостување во нашата емисија е твоето гостување во Кичево пред кичевчани со твојата стендап комедија наречена како Тур да стендап. Тоа значи дека имаш некоја турнеја низ Македонија очигледно, така? Па да, тоа е турнеја која што започнавме пред отприлика година дена, на 17 октомври прошлата година ја почнавме од Штип. И еве, уште ја тераме колку имаме време, колку имаме можности, колку ни дозволува слободното време, бидејќи мене стендапот ми е хоби, пред се не ми е професија. Така што еве, Кичево е мислам дека 20 град и отприлика 30 настан. Значи имаме градови каде што сме правеле по 2, по 3, негде по 4 репризи. Така што сме презадоволни јас и мојата екипа кој што реализираме турнејава. Кичево ни е за прв пат и генерално прв пат во Кичево, иако сме имале контакти со одредени кафичи, ама некако стиснати бе газдиве, некако не им се дават пари, некако, знаеш. Ја мислам дека после твојот настап вечерва во Кичево ќе ти ги отворат вратите. Да, имам од Кичево една дешавка со еден кафич, ама ќе те кажам после приватно ептен ќе се најде газдава, ќе се пронајде. Така. Бојан, претежно вие стендап комичарите љубители сте на, ајде да речам, политичари или овние настани кои што се врзани околу политички настани, па од ваш агол ги гледате, нели работите, што опфаќа еве тематски твојот настап вечерва, ќе има ли малку политика, сме пред избори сега? Па добро, у принцип политика користев многу повеќе пред 4 години, 5, кога почнував да се бавам со стендап, сега веќе некако мислам дека на луѓето што се дојдени вечерва овде, токму и затоа толку е голем, сметам дека покрај
нели, секој комичар со себе се носи своја публика, но мислам дека дополнително оваа криза што е во Македонија задниве 2 години, дополнително луѓето бараат вентил и тоа влие позитивно на нашиве настапи, барем на моите. Значи гледам дека луѓето само кога ќе спомнеш нешто малце политика се фаќаат за глава као аман на вести гледаме по цел ден се и тебе ли за политиката слушаме. Така што кај мене политиката е сосема трната на страна, барем во Тур де стендап. Значи ќе има некоја опуштена варијанта вечерва каде што ќе одмориме барем еден час од политиката. Бојан, кажи ми, спомена дека освен ти имаш и своја екипа која што доаѓа тука заедно со тебе. Кажи ми, ме интересира сето она што ти ќе го представиш вечерва тука, дали е сето тоа сценарио твое или можеби имашете некој од екипата кој што заеднички го спремате тоа? Не, јас сценариото е мое, мислам текстот сценарио е малце друг израз, текстот е мој. Значи, у принцип Тур де стендап е представа во која што целото мое искуство од овие 5 години бавење со стендап го ставив на едно место. Значи, над 300 настапи, најдобриот материјал, најубавите 75 минути според мене, значи имав тешка мака, имав она сладка мака да изберам што точно е најдобро. Значи се оно што публиката низ моите настапи низ Македонија и низ Балканот го издвоила како најинтересно, го ставив во оваа 75 минутна представа, која што некој пат знае да трае и по 90 минути, све зависи од публикава кичевчани како вака комуникативни се, дарежливи аплаузи има, не знам. Ја мислам ова што го слушаме во позадина треба да ти биде некој репер дека ќе имаш соработка, поглед колку меѓу себе ве разговара публиката. Да, галама е, добро, значи има луѓе. Така, Бојан, дали ова, да речеме, овој тип на стендап, што го нарекуваме Тур да стендап како наслов, ти е прво некакво искуство со стендап комедијата или можеби претходно имаш и некој со други наслови твои настапи, твои представувања и што планираш после оваа турнеја откако ќе ти заврши? Тур де стендап е прва турнеја во Македонија, значи воопшто мислам дека има уште еден обид пред 4 години, некој од колегите, меѓутоа тоа генерално не е успеало да го види нели светлината на денот за жал. Тргнав на турнеја, значи ова е прва представа со наслов од мене. Така што е и прва турнеја во Македонија и сакав со оваа турнеја не само да ја охрабрам публиката, пошто знам дека има стварно голем интерес, голем потенцијал крие стендапот кај публиката, има огромен интерес за стендап, меѓутоа сакав да ги охрабрам и моите колеги, значи Никола, Маријан, сите останати кои што се бават со ова, да излеземе од таа пасивизираност и мислам дека и резултат турнејава на повторно реактивирање што имавме и кај Никола и кај Маријан, мислам дека исто така беше тоа една од целите на Тур де стендап да се покренеме, макар индиректно, кога веќе не соработуваме директно за жал, индиректно да тргнеме да работиме затоа што реално во Македонија реално на Балканот има најслаба стендап сцена, убедливо најслаба стендап сцена. И јас мислам дека е позитивен чекор овој начин на представување на стендапот, стендап комедијата, меѓутоа еве кога веќе ги спомена и твоите колеги, сакам да те запрашам и двајцата нели имаат своји шоу емисии преку телевизија. Дали си се обидел ти на таков начин и дали еве тоа ти е предизвик да го имаш и ти како една шоу програма на некоја од телевизиите? Јас имав понуда од една телевизија преку мојата продукција, Del Rio Films, на соседна Македонија, имаше една понуда, една нова отворена телевизија, значи кога се отвараше телевизијата национална. Меѓутоа, поради тоа што не можев да се посветам максимално на тоа, бараш од мене тоа премногу време, јас тоа време го немам и едноставно ако правам нешто не сакам да го правам ради реда, како што и никогаш не направив клип на интернет ради реда, затоа што тоа некој од мене го барал. Значи секогаш правам нешто и создавам нешто кога имам време, желба, инспирација, мотив и најбитно од се време. Бојан, кога веќе се поздравивме на почеток, еве и на крај, ти посакувам успешно представување пред Кичевчани и се надевам дека ќе имаш и репризни изданија наредните денови, бидејќи знам дека Кичевчани ќе уживаат заедно со тебе вечерва и се разбира многу успех во понатамошната кариера и дај Боже да те гледаме што почесто.
Ви благодарам што дојдовте, што го испочитувавте настанот и повелете, уживајте, насмејте се и сакам ево уште пред настап да ги поздравам кичевчани. Турнејата Тур да стендап ќе опфати над 20 градови во државата, а Велевски ветува смеење на секои 20 секунди. Тој е единствениот македонец кој настапил на врвниот стендап фестивал Панч во Загреб, Хрватска. Актерската кариера ја започнува од неговото рано детство, а на ТВ екраните остана забележана неговата улога како Ице во детската серија Наше мало. Некогаш бил занает без кој била незамислива чаршијата. Занает кој постои од кога човекот почнал да кова предмети. Не можеме ниту да замислиме колкав опсег на предмети може да се создадат со трудот и вештата рака на ковачот. Джевдет Хајроски, или попознат меѓу кичевчани како мајстор Джеко, со големи емоции зборува за денешната состојба на овој занает. Во едно од минатите изданија на емисијата Акцент, почитувани гледачи, обрнавме поголемо внимание, односно ставивме акцент на еден од занаетите кои што се така речено во изумирање, тоа беше казанџиството. Ние и во оваа емисија акцент ќе ставиме на дел од тие занаети кои што во последно време, условно кажано, не се толку популарни, таков е и ковачкиот занает. Ние во Кичево денес се наоѓаме во ковачката работилница на господинот Джевдет Хајроски, или познат како мајстор Джеко. Мајстор Джеко, благодарам што одвоивте време да бидете дел од нашата емисија Акцент на телевизија Мега. И еве да ве прашам, сте препознатлив долго време пред кичевчани како навистина голем мајстор од областа на ковачкиот занает. Кажете ми, колку време се занимавате со овој занает? Добро дојдовте. Ви посакам добро здравје и едно друго. Ковачкиот занат беше многу популарен 60-тите години. Од тогај имаше многу работа. Беше земјоделието многу напредено. Многу се работеше. Нивјето беа многу плодни. А сега во ова време, па јас од мали, скоро од 15 негде години, ги имам научен овој занат од татко ми покојниот, дедо ми, прадедо ми, многу се занимавале со овој занат тие. И да ви кажам, се имало многу тогај пари доста, и за обилство, и за живот, и за сега овој занат е на изумирање. Кои не работат, нивјето не се работат. Ковачкиот занат нема ништо. Многу доста изумирање. Како дојдете на секира, ќе дојдете и ќе те уценуват за 100 денари, а тоа коштат многу, чумурот е скап многу. Таков е животот сега, многу дојдење. Така, што мислите, еве, дали тоа се должи на големиот развој на технологијата? Знаеме дека сите оние производи кои што вие како мајстор за ковачкиот занает сте ги произведувале и сте ги нуделе на граѓаните на Кичево, а можеби и пошироко, денес се произведуваат можеби на полесен начин по други фабрики, по други хали, каде што истите производи што вие сте ги произведувале сега доаѓаат и од други извори. Може ли еве сега да ни кажете како се снаоѓате во моментов? Дали сепак ви представува задоволство еве вака како денес да ве најдеме тука во една работна атмосфера каде што сепак нешто подработувате? Сигурно дека не можеме да речеме дека денес од овој занает може и да се живее и да се зема пари за да се издржи цел месец. Не, од овој занает сега више нема. Значи, многу мало, ако дојде некоја една секира до две и фабриките, страните фабрики, да речеме бугарските, турските фабрики, многу во изобилство ги имат, како мотиките, така секирите, теслите, кои идат многу ефтино. Значи, за 100 денари, 150 денари ќе земат комплет со серачка, со се тесла и тоа е исто така. Има тиралниците, и мотиките, и секирите, кои за 200 денари, за 300 денари да ги најдете. А сега тоа нешто понапред ги имаше, самите ковачи ги произведува, можеше да се живеете од ними. А сега е во изобилство многу доста. Голем фабриките многу неонадија и тоа страните фабрики, значи од Турска се носи, Турска, од Бугарија и така.
доста многу занатот е пропаѓат скроз. Немат живеачка од тоа нешто. Вие сигурно дека изучувајќи го овој занает, посакувате можеби да го предадете и на ваши наследници, на луѓе кои што се интересираат за овој вид на занает. Постои ли еве некој во нашиот град кој што еве ви рекол ајде да ме научиш да направам таков производ или можеби вие сте го понудиле, има ли такви случаи? Ја доста имам понудено млади деца, сакам да изучам. Синот исто ми работи, тој работи во државна работа, не сакат овој занат да го работит. А имам желба да работит, да научам неколку деца, 5-6 деца, малце да го фатат занатот, малце да изучат од овој занат. Може да се живеет, али јас сум веќе на залезот над кариерата, 66 години. Снагата ме одават, више не можам да издржам. Овој барат е многу тежок занат. И ако дојдете нарочито секира подебела или пак ралници, има доста други работи. Но бара многу време, а со тој чекан од 5 кила сега на 6 години многу тешко да се издржите. Доста и болестите ги имам многу. А имам желба некој дете да се јави па да го изучи занатот, да му го дадам наследство да останам. Имам двајца нуци, ама многу се мали тие, кои едниот е 5 години, другиот е 3 години. Не знам ќе држка да го научат занатот. Колку време сте на оваа локација каде што се наоѓаме? Нашите гледачи можат да забележат дека навистина атмосферата внатре занатска, можам да речам, нема што нема од алат, од она што се ви е потребно. Колку време сте тука и ајде да проговориме нешто и околу самиот алат. Што е потребно за еден ковач да може да работи како што треба? Сега во ковачко локо треба да имаш прво е да имат огно, да имат чумур, а чумурот е доста скап. На ковалната, исто, овие на ковална, да не речем, преку 300 години е таа. Од дедо предедо. Значи чекан, на ковална, клешти ковачки. Тие се едно најосновните. Сега најново треба да имаш и апарати, треба да имаш и брусалици. Ако немаш брусалица, нема со кого да го сработиш. Не можеш да го скиниш, треба да имаш човек со тебе, да го сработиш нешто, да го скиниш со ножиците. Овие се тие кои го сечат железото, да има човек со тебе да работи, ама не може сега никој не идат, не работат. И не да молам треба да ја викнам с нами, за да ми чукне малце да се сработам нешто. А иначе овој занат е многу тотално изгуби све. Немат никаква инстанција више. Изумре све. Ќе издржите ли понатаму? Јас мислам дека вашата волја, вашата навика да поминувате денот тука, мислам дека не би можеле. Може би нешто за своја душа ако сработите, може би за некој пријател, што викаме ние и за без пари, ама веројатно од срцето овој занает не можете да го оттргнете. Јас сум роден уште од самото раѓање, после 10-та година, 11-та година, 12-та. Многу желба сме имале да работам ова. И желба имам да работам, ама здравјето ме оддават многу. А имам желба некој дете да научам, ама не идат, не учат сега. И пари да му давам, не учат. Сега немат. Желбата е тоа да дојде некој да се интересират, за да научам некој дете да имат во идните генерации да имат да се, ама го немат. Изумират свето. Ве посетуваат ли можеби од време на време некои луѓе од вашата генерација, луѓе кои што еве порано доаѓале кај вас да порачаат одреден производ, да им сработите нешто, доаѓаат ли сега да ве видат што правите, како ви е сега со занаетот? Да ви кажам, тоа е многу слабо идењето на тие граѓани што идат сега. Ќе земет со брусалицата своја, ќе ја наточит секирата со брусалица. А со брусалица секира е многу тешко, таа е несечит. Ќе поминит со така, со брусалицата ќе исчепи дрвата и тоа, а занатот многу е ниско падна, нема никаква инстанција до овој занат. Би сакал да има, да работам, имам желба за да работам. Да не седам дома, а да работам овака, баре да видите отворен дуќанот, али нема, тоа е све изумирачка. А
да ако дојдат некои од овите стари луѓе идат, како си мајсторе, што си, сакаме да те видиме само, и ако има некој пат ќе донесат секирче малу нешто тие, а иначе немат. Би биле ви ли вие еден поборник, да речеме, да побарате, еве, како што државата субвенционира одредени други работи или во земјоделие и така натаму, да почне, еве, да субвенционира можеби и во занаетите? Што мислите вие околу таа идеја? Ако ни дадат некој субвенција, онма синот би го повлекол тој да работи тоа вака. Ама имат 2 деца, жена му 3. Значи, дома сме 5 души со 200 евра пензија живеем. И тоа од вака не се ваѓа ништо, душо. 100 денари, 200 денари, ако ги земиш тие се многу малу, за да земиш цигари, капи да се напијам, тоа, иначе другото нема, тоа е изумирано све, умирачка. Мајстор Джеко, искрено ти благодарам што ги отвори денес твоите врати, иако нели кога дојдовме и беа отворените, најдовме во една така работлива атмосфера. Ќе ти посакам прво да те држи здравието, да може уште долги години овде да те гледаме и секако, ако не за друго, барем од мерак ќе поминуваме да ни направиш нешто, да ни поправиш нешто, дали ќе биде тоа секира или некој друг алат. Битно да се трудиме сите заедно да не изумрат овие занаети. Ние како медиум ќе продолжиме да ги презентираме и да ги поддржуваме овие стари занаети преку кои се зачува и нашата традиција, а традицијата се зачува само ако се пренесува од колено на колено. Ти благодарам уште еднаш, многу здравје и многу успех понатаму во работата. Благодарам и на телевизијата ова нега и кога сте би имале желба да дојдете да ви направам секира. Што било, тука сум јам отворен. Ако не сум тука од дома, ќе ви направам и то со задоволство, да не изумират овој занат. Кичевската чаршија е чела од ударите на чеканот. Ги имало десетици дуќани, луѓе од градот, луѓе од селата, секој имал потреба од ковач. Клинци, мотики, маши, српови, копачи, пили и така натаму. На помладите генерации многу од овие предмети им се нови. Убаво е да се научи овој занает, ама нема кој да го наследи. Се јавува болка и носталгија за едно време. Ковачницата на мајстор Джеко, еден од последните бисери на Кичевската чаршија, безмалку како последниот мохиканец од едно убаво време. Камо среќа некој да го продолжи занаетот, да не се сеќаваме на нив само преку слики и кажувања. Се надевам дека и во ова издание бевме интересни со оние содржини кои што ви ги понудивме, а со нови се гледаме за 7 дена во вторник во 20 часот и 45 минути. Довидување.